За делото на писателот Спасе говореше неговиот колега и пријател Наум Привти. Тој покрај писателската фрли светло и на животната димензија на Спасе, истакнувајќи ја неговата хуманост, посветеност како педагог и поврзаност со Мала Преспа. Привти верува дека пејзажот на родната Преспа на некој начин ја создал естетската структура на Спасе. За него, човекот што стана познат по романите Зошто, Афардита и расказите Писма до мојот внук во Тирана, Аријан од Македонија и Косово, не е само писател, туку и сврзна точка на два народа. Благодарение на неговите дела и талент, Спасе си обезбеди место во албанската литература и тоа е најдобрата врска во традиционално добрите односи меѓу албанците и македонците. За амбасадорот на Република Албанија во САД, Гилберт Галанџи, делата кои ги оставил Спасе, го надминуваат времето кога се создадени. Ни покажуваат дека народите на Балканот имаат многу заедничко, многу вредности, а ние треба да го поттикнуваме духот на соработка и добрососедство секогаш кога и каде можеме. За внукот на писателот Аријан Спасе, кој е советник во албанската амбасада во САД, настанот имаше длабока емоционална вредност. Смета дека дошол во вистинско време, дека албанците и македонците историски споделувале културни и духовни врски, а дека делото на Спасе е пример за таквата вредност. Тој беше свесен за своите корени и потекло. Дел од неговата култура беше Македонија. Тој тоа го покажа во односите со неговите сонародници, кои беа негови добри пријатели, а тој беше длабоко почитуван во регионот на Преспа. Спасе пишувал и објавувал на албански, но бил сообирач на македонското народно творештво и го негувал македонскиот јазик. Македонскиот јазик беше дел од нашиот секојдневен живот. Мојата комуникација со него и мојата баба, неговата сопруга, беше на македонски. Читаше македонска литература и ги следеше вестите поврзани со Македонија, со посетите на Преспа, но и со сликањето на животот таму, беше во контакт со македонскиот јазик. Овој настан го организираше Конгресната библиотека во Вашингтон во соработка со Обединетата македонска дијаспора и Албанско-американската национална организација. Овој настан во Конгресната библиотека, а пред се делата на Стерио Спасе, несомнено ги задолжуваат македонската и албанската култура. За гласот на Америка на македонски од Вашингтон, Гоце Јаневски.